Почитуван председател на Собранието, почитуван премиер, почитувани медиуми, колеги, македонска јавност. Кога на 23 минатиот месец зборував за предлозите на тогаш идниот премиер за министри, напоменав дека никого нема предвреме и неосновано да фалам. Денес е точно 30 ден од тогаш и денес премиерот ни предлага имиња за заменици на министрите во неговата, тоест во владата на Република Македонија. Да видиме што сработеа тогаш предложените и вечерта изгласани министри на чело со премиерот Мицкоски во текот на изминативе 30 дена. 25 јуни. Објавена инвестиција од Алказар Енерджи во вредност од 450 милиони евра за целосна енергетска независност, што ќе значи струја за 100.000 македонски семејства и работа за 630 македонски граѓани. 26 јуни. После точно 100 години почеток на изградба на ново училиште во општина Кисела Вода, инвестиција вредна 1,5 милиони евра, а за околу 550 ученици. 27 јуни. Изнаоѓање решение за покачување на пензиите за над 300.000 пензионери во Македонија. 28 јуни. Прва владина седница со следни донесени одлуки: повисоки пензии и укинат факултетот за здравствени услуги во Струга. 29 јуни. Средба на премиерот Мицкоски со министерот Тошковски и објава на јасна порака од премиерот и министерот дека никој не е над народот, над законите и над уставот. 30 јуни. Решение за 250 милиони евра за развој и капитални проекти на општините. 1 јули. Камен темелник за нова градинка во Бутел за над 200 дечиња и во вредност од над 100 милиони денари. 2 јули. Одлука за укинување на економските директори во здравствените домови со над 1000 вработени, универзитетските клинички центри, универзитетските клиники, клиничките болници и институти. 3 јули. Остварена средба помеѓу премиерот Мицкоски и генералниот директор на компанијата Джонсон Мети. 4 јули. Започната реконструкција на спортска сала Партизан во Гевгелија и пуштен во употреба булевар од Гевгелија до граничен премин Богородица. 5 јули. Објава за нова германско-белгиска инвестиција во Македонија. Нов производствен погон во општина Петровец вреден 20 милиони евра за вработени 110 македонски граѓани. 8 јули. Објавена американска инвестиција во Македонија вредна 35 милиони евра и 100 нови вработувања. 10 јули. Учество и обраќање на премиерот Мицкоски на НАТО самитот во Вашингтон. 13 јули. Преку 20 средби на македонскиот премиер и министрите од делегацијата со лидери држави членки на НАТО. 14 јули. Изнаоѓање решенија за финансирање и функционирање на клиничката болница во Штип и Кичевската болница, како и интензивни комуникации со соседни и пријателски земји околу добивање нивна помош и вклучување во гасењето на пожарите низ Македонија. 15 јули. Камен темелник на спортска сала во Лескоец, Охрид, целосна реконструкција на улица на влезот во Охрид од кај Битола и започната изградба на целосно ново детско игралиште во охридската населба Видобишта. 17 јули. Пристигнување на самитот на Европската политичка заедница. 18 јули. Остварени повеќе билатерални средби помеѓу премиерот Мицкоски и високи државни представници на Европа. 20 јули. Поставување камен темелник за нова детска градинка во населено место Трубарево, општина Газибаба, која ќе згрижи над 60 дечиња, а првата фаза на оваа инвестиција вредна е 19 милиони денари. Во текот на последниот викенд веќе е поминат на влада и доставен до собрание ребалансот на буџетот за 2024 година, на кој како пратеници веќе од четврток почнуваме со работа.
Почитувана македонска јавност, ако новата влада на Мицкоски за изминативе 30 дена успеа да сработи толку многу, тогаш можеме конечно и да почнеме да веруваме на онаа народната дека денот по утрото се познава, но никако да не бидеме опуштени и релаксирани, туку напротив, будно да ја следиме работата на владата. Засега имаме влада која, како никоја друга досега, ги започна првите 30 дена. Отворени се фронтови на сите полиња, како во борбата со криминалот, така и во отворањето и изнаоѓањето нови инвестиции. Како во изнаоѓање начин за покачени пензии во износ од 2500 денари веќе од септември оваа година, така и во кратење на економските директори во здравството. Ако за изминативе 30 дена не можев да ги добројам владините активности, за време на предходните влади на СДСМ и на ДУИ, не можеа да се добројат криминалите и скандалите. Успеваа дури и дневно да препокриваат еден со друг нов, помал или поголем скандал, а на месечно, некогаш кога беа поинспирирани и на неделно ниво, има иста бројка на скандали колку што сега имаме реализирани проекти за само 30 дена. Сепак ќе кажам, ова е само почеток, но е одличен и најавува вистинска позитивна офанзива и конечно отварање на едно сосема ново поглавје за Македонија. Поглавје во кое македонските граѓани конечно ќе се почувствуваат подостоинствени и повредни. Денес расправаваме за предлозите на премиерот Мицкоски за 20 заменици на министрите и јас би сакала да кажам збор-два за некои од нив кои што лично ги познавам. Прва ќе ја споменам Ане Лашковска, предложена за заменичка на министерот за животна средина и просторно планирање. Лашковска е моја неколку годишна колешка во собрание, е едно светло име во македонската политичка сцена и без ниту една дамка врз себе. Исклучително ја почитував како поискусна пратеничка од мене, многу учев покрај неа и ми е драго што сега доаѓа време, а не да се запознае и во едно поинакво светло. Не верувам дека некогаш Лашковска ќе разочара затоа што цврсто гази врз земјата, затоа што знае да почитува и знае многу да работи. А тоа се основните принципи и вредности, барем според мене, за да може да се верува во една личност. Ѓоко Велковски го познавав како сопартиец, но ми остави посебен впечаток кога имав потреба да му се обратам како технички министер за труд и социјална политика. Моите обраќања кон него бе исклучиво заради барања на мои сограѓани. Велковски секогаш брзо одговараше, а ниту еднаш не постапи спротивно на закон. Исклучително професионален, а премногу скромен и народен. Посакувам Велковски и како заменик министер да ја расшири неговата аура и да биде позитивен пример како меѓу колективот, така и пред странките. Сакам да го споменам и Маријан Ристевски, еден од најдобрите градоначалници што Македонија некогаш ги имала. Она што Маријан го сработи и го покажа како градоначалник на Прилеп, доволно е само да го преслика и од позицијата на заменик министер за економија и труд, за да би можеле да веруваме и да очекуваме дека има надеж за македонската економија и за македонските работници. На Викторија Трајков мислам дека не и треба никаков мој совет, ниту пак посакување среќа. Трајков е успешна млада жена со која сум убедена дека полесно ќе го изодиме патот до вистинската европска иднина за Македонија. За Лазе Јачимовски, Зоран Димитровски, Неждет Мустафа, Ален Деребан и Ерџан Демир сакам јавно да изразам дека ги почитувам како личности и дека посакувам да ја оправдаат добиената доверба од страна на премиерот, сериозно да ја сватат добиената обврска и посветено да сработат за Македонија и за македонските граѓани. Вие сте поставени за заменици во ресорите кои буквално ги опфаќаат сите наши граѓани, нашиот соживот, долго посакуваната правда, квалитетна административна услуга и нашата европска иднина. Ќе и посакам пред крај и успешна работа на бившата колешка Сафие Садики Шејни. Како млада пратеничка, а сега заменичка министерка за спорт, се надевам дека Шаини е свесна за состојбите со македонскиот спорт.
Ако покрај себе има македонски светски спортист за министер, доволна е само нејзината младост, енергија и посветеност за да заеднички направат исчекор и да го направат македонскиот спорт нашата најголема амбасада во светот. Не дозволувајте излив на таленти, пропаѓање на клубови и празни спортски сали. Бидете во комуникација и со Министерството за образование и извлечете го најдоброто од нашите најдобри, а тоа се секако децата. Зголемете им ги интересот и љубовта за спорт, а со тоа спасете ги од сите пороци кои висат над нив. Само со здрава младина можеме да веруваме и во здрава иднина. Останатите предложени за заменици министри кои што искрено помалку или воопшто не ги познавам, а тоа се Елфет Исмаили, Астрид Исени, Николче Јанкуловски, Мирослав Лабудовиќ, Флакрон Беџети, Јовица Андовски, Лузим Алију, Седат Сулеймани, Радослав Настасиевиќ Варџиски и Калтрина Зеколи Шачири, ви порачувам, посакувам да бидете сериозни во пристапот кон работните задачи, одговорни кон граѓаните и отворени за сите, особено тука за пратениците. Ние сме тука испратени од граѓаните, а вас ве избираме во нивно име и во име на нивните потреби и побарувања. Мора секогаш да сте достапни и транспарентни. Јас ви благодарам за вниманието и на сите вас, идни заменици министри, ви посакувам многу работа и максимална посветеност, како и секако почитување на законите. Покажете дека сте битни карики во вашите министерства и бидете вистински заменици и десни раце на вашите министри. Од сите вас се очекува многу, без разлика на вашите досегашни искуства. Со среќа на сите и со многу работа. Благодарам уште еднаш.